Почитувани гледачи, добро вечер во терминот за вести на телевизија Нова. Наш денешен гостин, господинот Бујар Османи, вице-премиер за европски прашања. Добро вечер. Господин Османи, често бевте гостин кај нас како потпорол на ДУИ. Сега е прв пат еден висок представник на новата влада во студиото на ТВ Нова. Се надевам ќе поразговараме за актуелни прашања за кои што денеска вие во владата имавте пресконференција и средба со невладиниот сектор. Во оваа пригода премиерот Заев најави дека до крајот на годината Македонија очекува чиста препорака за почеток на преговори со Европската Унија, а идната година и датум за почеток на преговорите. Од каде таков оптимизам го црпете и на што се должи тоа? Значи, како што повеќе пати нагласувам, дека со формирањето на новата влада, тоа што е најважно е дека ставивме крај на една долга и тешка институционална и политичка криза, чии последици ќе бидат долгорочни. Сега од задача на политичарите и од власта и од опозицијата е да направат се што е можно прво да спречат таа криза никогаш да не ни се повтори, меѓутоа и да направат се што е во нивна моќ да го вратат имиџот на државата пред нашите меѓународни партнери, меѓутоа и да ја вратат демократијата и владењето на правото во оваа држава. Мора да бидеме оптимисти, затоа и избрани сме да бидеме оптимисти и да работиме за постигнување на нашите цели, а нашите цели се јасни. Деблокирање на евроинтегративните и евроатлантските процеси, забрзување на динамиката, компензирање на изгубеното време од тешката институционална криза и обид да се фаќаат сите можни рокови за постигнување на тие цели. А кои се тие цели? Како што знаете, Република Македонија веќе 8 пати поред, 8 консекутивни години добива позитивна препорака од Европската комисија за започнување на преговорите. За жал, Советот до сега не го разгледал тоа прашање за да даде дата. Меѓутоа, последните два извештаја беа условни извештаи. Првиот услов беше да се организираат кредибилни и фер избори, вториот услов беше да се адресираат сите ургентни реформски приоритети кои што беа барани од нашите европски партнери. Добро, тоа што говорите дело на она влада што првиот услов имате многу мал период. Зад вас може да се надевате дека до крајот на годината. Тоа сакам да кажам. Значи првиот услов веќе е постигнат. Со тоа што на 11 декември имавме фер, кредибилни избори прифатени од сите. Препораките исто така. Останува вториот услов. Адресирање на ургентните реформски приоритети. И имајќи ги предвид сите овие околности, кратки временски рокови, ограничувања кои што постојат заради локалните избори, заради најтехнички и заради летните месеци кои што ни престојат, ние правиме, односно работиме на агенда која што може да се реализира. Значи, воопшто не сакаме да ги надминеме можностите кои што ги имаме. Идејата е да се адресира сето тоа што е препорака и произлегува од документите по кои што ние работиме. Почнувајќи од договорот во Пржина, од рамковниот договор, од итните реформски приоритети кои што произлегуваат од проценката на експертите како што е Рајнхард Прибе, од препораките на Венецијанската комисија, од ГРЕКО, од ОПСЕ, од ИХР. Меѓутоа, тоа мора сега да го приоритизираме за да може да испорачаме што побрзо. Имаме позитивна политичка клима внатре, меѓутоа и позитивни сигнали од светот и од регионот за можноста да се придвижиме понапред во интеграциите. Значи, дури има квалификации од меѓународните партнери кои што викаат дека ова е историска шанса. Прво, заради целата промена на политичкиот контекст. Втора, заради регионални можности. Значи, Европската Унија ќе биде раководена во наредните година и пол од 3 држави од регионот. Значи, почнувајќи од Бугарија, преку Австрија и Романија. Земји кои што имаат интерес за регионот и го разбираат подобро регионот затоа што се дел од тој регион. Тоа се оние. И очекуваме да бидеме високо на нивната агенда, за да агендата за проширување на Европската Унија се фокусира повторно на земјите од Западен Балкан. Меѓутоа, за тоа време ние мора да испорачаме. Мора да покажеме цврста одлучност дека
ќе ги решаваме сите реформски приоритети и задачи кои што сме ги добиле и ние сме ги подготвиле, меѓутоа паралелно и ќе ги решаваме сите политички пречки кои што ни стоја на патот за да можеме да се придвижиме. Само малку да стане. Значи има два аспекта. Да. Домашни проблеми и наш ангажман во решавањето на она што можеме дома да го решиме. Нешто што е објективно, проблемите со соседите кои што ги имаме, особено прашањето за името со Грција и овој договор за добрососедски односи со Бугарија. Да не говориме за Србија и Албанија, ќе го ставиме во заедно идно време, веројатно и кај вас не се во приоритетот. Овие две европски држави не се важни за ова што во како приоритет го зборувате. Прибе во Охрид, веќе е дојден, бевте во Брисел, бевте во соседството. Денеска повторивте дека Охридскиот рамковен договор и до реализација на прашањето за јазикот ќе биде едно од внатрешно политичките прашања што треба скоро да се решат. Дали сте во двете партии, двете коалицијски партнери во мртва трка, што попрво ќе постигнете за да можете до локалните избори, бидејќи се важни и тие, да испорачите нешто на вашето гласачко тело? Тоа што е одлука на оваа влада, на оваа нова коалиција, дека има некои прашања кои што треба да се подигнат над етничките интереси, над партиските интереси, над коалицијските интереси. Тоа е интересот за интеграција на земјата во НАТО и во ЕУ. И од тука овие прашања воопшто не ги гледаме како трка помеѓу коалиционите партнери. Дури не гледаме ни како трка помеѓу владата и опозицијата. Ние сакаме овој проект да го подигнеме на супра етничко и супра партиско ниво. Да продолжиме ние да се расправаме помеѓу себе и да бидеме во мртва трка или во трка помеѓу коалиционите партнери, помеѓу влада и опозиција за други програмски решенија. Дали ќе имаме дисперзирани или нема да имаме дисперзирани факултети, универзитети, дали ќе имаме здравство вакво или такво. Меѓутоа, кога се однесува на приоритетите кои што ги определуваат нашите партнери, ние мора да бидеме во истиот брод. И владата и опозицијата. Не очекуваме да задржиме никаква ексклузивност во тој процес. Ниту да задржиме да славиме некој успех поединечно како влада, ниту да преземеме некоја одговорност надвор од тоа што ни следува, се разбира, како институции. Даваме рака на соработка на опозицијата, на граѓанскиот сектор. Затоа ви должам одговор на првото прашање дека за настанот денеска. Денеска имавме средба со над 150 невладини организации. За да ги вклучиме нив во тој брод, во тој процес уште на почетокот на утврдување на рамката на тоа што сакаме да го правиме. Да не станат владини организации многу брзо. Многу е битно, голема амбициозност кај некој од нив да ви се доближат. Не, многу е битно целиот процес да биде инклузивен, целиот процес да биде транспарентен. Невладиниот сектор е клучен во реформските приоритети за подготвување на државата за европскиот пат. Значи, одиме кон инклузивен процес, во кој што реков има утврдено две траектории. Во едната траекторија е реформи и тоа во точно определена временска рамка и второ е решавање на сензитивните политички теми. Затоа не случајно беше првата средба во Брисел за да се утврди првата траекторија, втората средба во Бугарија за да се почне втората траекторија на решавање на тие политички прашања. Се разбира, во тие политички теми влегуваат добрососедските односи и меѓуетничките прашања. Тие се двата столбови на стабилноста, меѓутоа и двете важни одредници за движење на државата напред. Да се решаваат односите со соседите. Вие викате не ви се во агенда. Ние имаме добри односи со Република Косово, Република Албанија и Република Србија. Имаме отворени прашања со Република Бугарија и Република Грција. Имаме едно отворено прашање во однос на меѓуетничките односи. Не се малку. А тоа е, не се малку. И тоа е предизвик кој што владата смета дека треба да се реши за да тргне едно големо бреме од себе и да може да се придвижи напред. Бидејќи рековте дека надпартиски, значи 75% од граѓаните се уште се изјаснуваат за интеграција во ЕУ и НАТО, што е најголем број на луѓе кои што ги поддржуваат една идеја, што е поважна и од јазикот, и од меѓуетничките односи, и меѓупартиските. Значи, ќе треба разбирање во коалицијата, најбитно е да добиете датум за преговори или да добиете чиста препорака. Тоа е многу важно, тоа сите страни би се задоволили. Ако постигнете тоа, ќе биде добро. Но сепак не заборавајте и нема да заборавате, вие сте активен политичар, бевте во една друга влада. Договорот со опозицијата е многу важен. Голем број на граѓани, рекоа ќе ве чекаат, ќе ве меркаат што ќе постигнете за овие термини што ги кажат.
А тоа значи политичка стабилност внатре во земјата, не дека ВМРО ДПМН ќе ви стои на глава, ќе ви стои. Но битно е да има мир во куќа, нели? Значи, ние тоа што прво ветивме и пред нашите меѓународни партнери и пред граѓаните, дека нема да има партиски и политички реваншизам, како прво. Дека ќе има подадена рака кон опозицијата за да бидат дел од процесот. Не бараме поддршка од опозицијата, како што реков, за одредени сектори и дневно политички прашања. Бараме поддршка за овие стратешки цели кои што можеби ваква шанса нема да имаме многу скоро. Тоа е врапчето што е заев на рамото. Така е. Значи, ваква можност, вакви позитивни сигнали, можеби нема да се повторат многу скоро. И доколку секој не ја превзема одговорноста, дали лично некој интелектуалец, дали вие како новинар, дали јас како функционер, дали невладините организации, дали еден пратеник или опозиција, секој ќе имаме историска одговорност за тоа што не го искористивме овој момент. А ви кажав кои се тие сигнали кои што даваат една таква можност. Бевте во Бугарија пред одењето таму, рековте, го кажавте и ова дека сега е можноста нешто да се направи со соседите. Претходно министрот за надворешни беше во Атина, таму не се помине многу добро, барем во изјавите грците останаа крути и тешки, но во Бугарија како да имаше некое поместување кое навестува дека ќе се потпише овој договор, сепак јавноста, обична и научна и дел од политичката јавност, не беше многу и се уште не е благонаклонно, не гледа кон тоа што се разговараше во Бугарија. Кои се тие детали што може да бидат спорни, да се однесуваат на македонското битие како етникум, историјата и така натаму? Значи, политичките лидери, Оно што не го знаеме ние граѓаните, се разбира. политичките лидери и влади се избрани за да водат, за да можат да ги предвидат околностите многу нанапред, а не да се водат на одредени дневно политички теми и емоции и да ги следат тие емоции и теми. Тие мора да бидат многу јасни во своите погледи каде сакат да ја видат државата во наредните 5 години, 10 години, 100 години. А за тоа емоциите не помагаат, туку помагаат јасни стратешки планирања. Така да ние сме одлучни да ги разговараме сите овие прашања, колку и да се сензитивни, кои што ги имаме како отворени. Да ги отвориме сите прашања кои што ни се пред нас. Одлична беше посетата, идејата на Димитров, првата билатерална посета во Атина. Ние мора да се засноваме на многу мостови. Не можеме да зависиме на еден мост. До сега комуникацијата ја имаше претежно функционерите од ДУИ, нели ја посетува Атина. Но тоа беше еден мост. И ние се обидувавме тој јаз помеѓу двете држави да не се прошири премногу. Сега се создава уште еден мост. Колку повеќе мостови на комуникација, толку повеќе можност да најдеме решение. Истото и со Република Бугарија. Јас нема да влезам во техничките детали на договорот, бидејќи тој треба прво да седнат министрите и да ги видат тоа што остана нерешено од средбата во Бугарија и тие да се произнесат по однос на тие детали. Битна е политичката волја да се движи државата нанапред. Да не гледаме наназад, бидејќи ако ја вртиме главата наназад ќе паднеме на сопките кои што ги имаме. Вашето присуство таму во Бугарија, дали е дел од поголемиот ангажман на албанците во решавање на овој спор како што беше во платформата на албанските партии? Тоа е дел од стратегијата дека интеграцијата во НАТО и ЕУ е надетничка и надпартиска стратегија. И тука и албанците и македонците се во истиот брод и во истиот воз. Тука и владата и опозицијата, институциите и граѓанскиот сектор се во истиот воз, затоа што имаме заедничка цел. И се разбира дека беше важно и ние сакавме да бидеме дел од тоа прашање кој што ќе ни го деблокира патот кон НАТО и Европската унија. Господине Османи, сепак сте тука, ќе искористам можноста. Имаше шпекулации и написи во одредени вестници дека без разлика на тоа што вие говорите дека се разбирате, дека имате заедничка цел, тоа се државни стратешки интереси, дека не се важни меѓу партиските односи внатре во коалицијските партнери, но дека вашето прашање за прашањето за поставување на употребата на јазикот ќе мора што поскоро да се најде во собрание, инаку коалицијата ќе се раздвои, дека ќе има гласање на доверба на влада до крајот на годината септември. Дали тоа точно и тоа не, само? Значи тоа се шпекулации. Ние нашите односи ги засновуваме на партнерството за кое што сме се договориле да го имаме во овој мандат. Имаме
договор дека ќе ги адресираме прашањата кои што се сензитивни. Како што реков, едни од прашањата кои што се отворени на патот за интеграцијата покрај добрососедските односи се и меѓуетничките прашања. Во секој извештај, во секој документ на Европската комисија, па и на НАТО, е дека Македонија мора да работи на зацврстување на меѓуетничките односи. Нема поважно прашање во меѓуетничките односи отколку рамковниот договор. И ние имаме една, повторно ќе кажам, историска можност да излеземе двете етнички заедници и да кажеме денеска, на овој ден, ние го затворивме легислативниот дел од рамковниот договор. Прашање кој што се протега од пред 20 години од конфликтот во 2001. Знаете ли која порака е тоа до нашите меѓународни партнери, до граѓаните, дека еден пакет кој што ја прекина една војна во 2001, ние денеска го затвараме. А тој пакет ќе го затвориме со донесување на последното парче закон кој што произлегува од тој документ, кој што го подпишале 4 политички партии и никој не може да биде да нема одговорност или учество во тој договор, да се донесе тој закон кој што ќе биде во рамки на уставот, кој што ќе биде во рамки на рамковниот договор и ќе се затвори пакетот на закони кои што произлегуваат од рамковниот договор. И тогаш ќе зборуваме во иднина за имплементација на рамковниот договор, за имплементација на тие закони, но не веќе за донесување на нови регулативи и нови законски решенија. Тоа ќе биде една огромна пречка тргната од патот. Огромна пречка тргната од патот со решавање на прашањето на Бугарија. И ќе ни остане едно единствено прашање. Тоа е прашањето на името, за кое што сме свесни за сензитивноста. Ние како, сега ако зборам како албанец, не само како вице-премиер, сме чувствителни на чувствителноста на македонците по однос на тоа прашање и не сакаме тој притисок да биде непринципиелен, туку едноставно да укажеме дека тие прашања треба да се решат. Во Македонија веќе се водат преговори десетици години за тоа прашање. Битно е што има нови канали на комуникација, да се градат тие мерки на доверба кои што се одвиваат помеѓу двете држави. Јас дори се обидувам и преку мојот секретаријат да давам повеќе боја на тие мерки на доверба и преку други активности и настани, за да се убедат и граѓаните од двете држави дека е време да се реши ова прашање. Господин Османи, уште едно прашање. Денеска за прв пат имавте дело за враќањето на албански јазик. Беше најавено дека тоа е нов начин на работа на владата. Не, функционерите на министрите албанци секогаш се обраќале во јавност на албански и во владата. Мислам дека тие предрасуди веќе треба да исчезнат. Мислам дека е сега во било која држава од Европска Унија да биде тема дали некој го употребил својот јазик при некој јавен настап е дегутантно и лошо. И тоа не треба да биде и предмет на дебата овде во Македонија. Ние ќе се обидеме тоа прашање да го формализираме и преку законот кој што реков дека ќе биде во рамки на уставот, во рамки на рамковниот договор, меѓутоа употребата на јазиците на заедниците е богатство на државата и никако не представува било каков хендикеп или одземање на право на некој друг, туку само знак на почитување на едни кон други. Само уште едно прашање. Овие рокови што си ги поставивте, ќе ги исполните? И што ако не ги исполните? Тоа ќе ви се удри по глава, веројатно. Значи, ние ќе бидеме честни пред нашите... Ќе биде добро за сите граѓани, но ќе бидеме честни и пред граѓаните и пред меѓународните партнери. Што можеме да реализираме до локалните избори? Имајќи ги предвид и дека распишувањето го ограничува собранието во донесување на одредени закони. Од тоа што не знаеме како опозицијата ќе се постави кон одредени реформски проекти. Сакаме да ставиме точни одредници кои што можеме да ги реализираме до локалните избори. Пред се да организираме фер и кредибилни локални избори и тоа да биде првата порака дека во Македонија се случува нешто поинаку. Да ги адресираме сите други прашања од препораките на ПРИБЕ, во делот на правосудството, во делот на реформите на овие службите за јавна администрација, медиуми. И јавна администрација, и медиумите, и интелигентните служби, сега не можам, разузнавачките служби, вклучување на граѓанското општество, народниот правобранител, рамковниот договор. Значи, тоа се теми кои што се јасно дефинирани, кои што произлегуваат од разговорите кои што ги имавме во Брисел на највисоко ниво, меѓутоа се одредници кои што владата ги утврдува и ќе ги предложи во понеделник на комесарот Хан кој ќе учествува на седница на влада. Значи имаме сериозен проект
сериозна проекција како тоа да го одвиваме, како што реков, во две траектории, со точни временски одредници, бараме и меѓународна поддршка, бараме и поддршка од опозицијата, и од граѓанскиот сектор, и од новинарите, и од секој граѓанин да биде дел од овој процес, за да може да го фатиме овој историски моментум, за да направиме голем исчекор напред. Благодарам што бевте гости во вестите на телевизија Нова, господин вице-премиер Османи, посакувам успешна работа во името на граѓаните. Благодарам на поканата.